Четврток е ден кога ви имате тренинг на ракометниот клуб Тиквеш 2014. Ова последен тренинг ли е пред неделната средна? Не, ова е четврти тренинг во неделата. Имаме утре тренинг исто од, мислам, од 19 часот, а посебно че имаме и у сабота едно мало разгибавање тоа. Така сакате играчите и тоа е врлина на големи екипи пред утакмици. Лани беше многу лоша сезона, годинава е одлична сезона, 11 победи и во гости и на свој терен многу убава игра. Но Тиквеш се спомнува и во кулуарите, во муабетите Суперлига. Најпрво треба да победиме се што имаме тука, да одиме во плейофот и после се разбира. Ланската сезона нечу да спомнам. Стварно беше многу тешко, али останавме фактички без голмани и без играчи. Оваа година ви сами гледате ги, 21 или 22 има, на секој тренинг има минимум 17 души. И сме многу повеќе организирани. С тим што и Јане Јанчев се врати, имаме појачање, да речеме, со двојна регистрација од Металург двајца. И екипата, исто и Мацони се врати, голманот од Поврдари, мислам од Вардар Неготиној и ова што е Ристо. Тоа е голема работа. Тоа е фактички цела прва постава, тие се дечки меѓу најдобрите во Македонија, така да и тоа дава резултат од 11-11. Јас сум многу радосен, затоа што ни една екипа во Македонија нема од 11-11, на ниво на се, мислам, и на Суперлига, и на прва лига, и не знам што друго да кажам. Се очекувам у недела добра утакмица. Со кого играме? У недела играеме за КЛ7. Тие се младински репрезентативци на Македонија од 18 до 20 до 21 година. Многу добри дечки, баво играат, многу тренират. И Сабајле и Поручук тренират, така да мислам дека ќе биде многу убава утакмица и ги поканувам сите гледачи, сите љубители на ракмет да дојдат да уживат у добра игра. Само кратко, ако победиме и на крајот на оваа сезона бидеме први, што потоа? Ова е 12-та утакмица, а не очекуваат од полусезоната уште две утакмици у другиот дел, у пролетниот дел. Тоа ќе биде со Аеродром и со Млаз Богданци. Завршуваме со сета сезона завршуе и одиме 4 екипи у плейоф. Од нашата страна на лигата и од другата страна. Таму има 4 екипи и тука 4 правиме плейоф, кој ќе биде прв директно влева во Суперлига, а вторите играат квалификација со предпоследниот у Суперлигата. Значи, имаме шанса да влеземе, ако работиме вака и ако играеме вака и ако продолжиме натаки, да играеме вака сигурно. А не знаеме нешто од РФМ се најавува дека и Вардар и Еврофарм се враќаат во Суперлига. Тога не знаеме како ќе биде Суперлига, колку ќе броја, што ќе броја, како не знаеме тоа. Оште не е дефинирано. Диме благодарам, во недела битно е да дојде што повеќе народ. Сите кој што сака нек си дојде, влез не наплаќаме. Сакаме да прикажеме добра игра и мислам дека ќе победиме сеш. Благодарам. Јосифов, препорот на Кавдаречкиот ракомет, еден од тие што се заслужени за ракометот според мене сте и ви. Благодарам. Значи, точно е дека сезоната се одвива онака како што можевме само да посекуваме. 11 кола, 11 победи. Се надевам дека и 12-та завршна утакмица од овој есенски дел од првенството ќе биде со победа и тоа убедлива. Се надевам дека тоа ќе биде пред голем број на гледачи, пред бројна публика, бидејќи мислам дека овие дечки тоа го заслужуваат, особено што и првата полусезона, односно пролетниот дел од минатата сезона и есенскиот дел го играме во едни мощно сложени услови, кога овие дечки немаат и 2 месеци примена од онаа што им е ветено и за што сме се договорили. Ваучерите веќе се практични и мислам дека можеме да ги заредуваме. Значи, иако во последен момент, може би минут до 12 или може би да кажем и минут после 12, ваучерите конечно ги добивме. Тргнавме во нивна реализација и се надевам дека со оглед на тоа што ја почитуваме законската процедура, ќе ги реализираме многу брзо и дека ќе можеме да ги сервисираме своите обврски кои сме ги презеле и према играчите, и према оваа сала, и према другите наши соработници кои ни даваат услуги за што ни овозможуваат непречено надпреварување. Знам дека има многу да зборувате за Кавдаречкиот ракомет во оваа сезона, особено да ги поканиме во недела да дојдат сите на преварот во спортската сала. Јас најискрено упатувам една отворена покана за сите оние кои го сакаат ракометот.
да дојдат во недела во 18 часот на дерби над Преварот со КЛ7, кој на крај ќе одлучи кој ќе биде прв во во овој наш дел од првата ракометна лига, значи во втората група. Едноставно и за нас е еден предизвик да видиме дали овие резултати што ги постигнуваме имаат одек во јавноста и конечно да дознаеме дали оваа јавност сака ракометен суперлигаш. Тоа колку луѓе ќе има на надпреварот во недела, може би ќе даде одговор на овие прашања. Благодарам, потоа се гледаме, се надевам со повеќе муабет за тоа какви се ракометните прилики во Македонија, односно во Ковачевци. Па се надевам дека ќе направиме еден разговор дали пред Нова година или после Нова година со низа нови информации за тоа што се случува во клубот и кои се нашите очекувања. Не верувам дека ќе има баш јасни показатели за тоа како ќе се движи Суперлигата и Прва лига и во кој формат ќе се играат се до годишното собрание на РФМ кој е некаде во февруари. Меѓутоа, бар она што нас не интересира и ракометниот клуб Тиквеш во кој правец ќе оди и како ќе ги планираме подготовките за наредната полусезона, сигурно ќе имаме повеќе информации. Благодарам. Ракометниот клуб Тиквеш, градскиот ракометен клуб, за недела на полувремето спрема и дни за изненадување, со водителство, со музика, со наградни игри. Управниот одбор се погрижи да биде интересно во оваа сала, каде што ќе биде тоа дерби на првата македонска ракометна лига, а ние продолжуваме со разговори со ракометарите. Добро вечер. Добро вечер. Вајнков Речик, имаме уште неколку тренинзи до недела. Грозданов, како се чувствуваш ти? Па, добро, најпрво да кажам, имаме добра атмосфера во екипата. Па за ова работиме напорно едно 4-5 години да стигнеме до ова посекувано прво место. Како што кажав, има прекрасна атмосфера во нашата екипа. Па за недела очекувам победа. Ако има многу народ, ќе има ли психолошки мир или немир? Па ја мислам дека тоа плюс ќе ни даде мотив за нас, за противникот да биде минус, така да поканувам јавно цело Кавадарци да дојде у недела 18 часот да не бодре, да освоиме таа една потребна победа што ни значи многу оваа сезона. Јанчев, игравте во Мароко, игравте во европски тимови, играте сега во Кавадарци, во ваше Кавадарци. Да. Како е да се игра во Кавадарци? Да ви кажам искрено, чувствувам прекрасно после 9 години да се вратам назад во оваа сала, каде ги направив моите први почетоци во ракомет. Сепак сакам новија млади кои што се денес со нас да му дадеме некој искуство кој што сме го поминале, па и со надеж дека ќе постигнат и они ќе играат една ден во големи тимови. Добиваат ли крила од вас, младите? Па, Дали се инспирираат од вашата работа? затоа сме и тука да му дајме инспирација на овие млади деца. Знаете, денеска се потешко е да најдеш млади кои што се ангажираат, без разлика дали е во ракомет или во било кој спорт. Да му дајме некој поттик, некоја мотивација, го правиме, ама се надеваме дека ќе успееме. Сосем кратко, имате дерби средба во недела, потоа имате тешки средби и има некои шанси да влезете во Суперлига. Ке може тоа Тиквеш да го поднесе? Па, ние сите сме со таа иста мисла, со тија жар, да го вратиме Тиквеш во оние старите добри денови, кога играше во Суперлига. Ќе го дајме максимумот, имаме можеби некој благ фаворит против КЛ7, пошто тие се млади се уште, а ние имаме споено и искуство и младост, така да се надеваме на позитивен резултат. Да ги поканиме кавадарчани да дојдат во недела навечер. Би ми било мило да биде како старите денови, да биде полна сала. Се надеваме, еве воедно и ги поканувам сите кои што се љубители на ракометот во Кавадарци. Благодарам и тебе, ти посакувам успешна спортска кариера и се најубаво. Фала ви. Кавадарци во ракометот нема иднина, доказ за тоа се овие двајца наши помлади сограѓани кои беа избрани да бидат членови од пионерската репрезентација. Како се викаш? Јас сум Благој Пано. Благој, Пано, што? како ја прими веста дека си ќе бидеш член на пионерската репрезентација? Па вака, најпрво мојот тренер Кир Василев, тој му спомна на татко ми дека може би ќе бидам во поширокот список на репрезентацијата за помладите, пионерска репрезентација. Па потоа јас дознав и беше објавено на... Ама си бил добар ракометар, сигурно. Па, да. Со Кире Василев работиш. Да, со Кир Василев. Заслужен Кире за твојата работа. Кажи ми, што играш во екипата во тимот? Па голман. Голманот е многу важен, видиш во
сениорската репрезентација на Македонија, тие се дури и пресудни за да се добијат некои утакмици. Да. Како браниш? Дали се задоволни од твојот тим? Па, не знам, еве нека каже. Во екипата, во репрезентацијата на Македонија за пионери, ќе бидеш прв, втор или резервен? Па, уште не се знае, значи во сабота е собирот. Таму ќе има повеќе од 40 деца, кои ќе се во поширокиот список. И Каква е програмата, каде ќе настапувате, каде ќе идете? па уште не се знае, значи сабота и недела одржуваме како тоа се како запознавање утакмици. Помеѓу нас ќе направиме 4 екипи, каде што ќе се запознаеме и подобрите ќе бидат избрани за репрезентацијата. Благодарам. Ој е вториот кавадачниц кој ќе биде член на репрезентацијата на Македонија во пионери. Јас сум Давид Иванов, исто така член на репрезентацијата во поширокиот список. И исто така јас го дознав, ја дознав веста за... Знаеш ли дека си ставен да избор? Па не знаев, али пред неколку дена дознав дека ќе одам. И Тебе те тренира Василев? да. Што играш ти во тимот? Па играм десен бек и десно крило. Ги гледам овие постари сениори, игра добар ракомет, се учили од нив. Да, се учи. И тоа. Кои според тебе се најдобри? Па сите. Сите се добри. Сите. Браво. Колку е внимателен во оценката на тоа кои се има ли ракометот иднина во кавадарци? Па има сега, последниот период има. Добро. Фали ли публиката во салата? Па малце фали, али со победите се дополнува. И мора да чуеме негова оценка за твојот настап во иднина. Што очекуваш од ракометот со твоите настапи? Па не се знае уште. Очекувам се да биде како што треба. Да. Благодарам. Еден од младите. Како се чувствуваш со овие постарите колеги? Многу добро. Што е тоа многу добро? Дали ви пренесуваат убави искуства? Да, многу добро Кој искуство. најмногу те инспирира? По најмногу Илија. Што е капитен. Како Јане? Јан е добар, да. И он многу Што внимание. е пресудно во ракометот да се игра добар ракомет? Дали добар шут или добра техника? Добра техника. На прво после шут. Ама гледам дека потребна е и снага и сила. Да, секогаш снага треба. Не е така едноставно ова опет да се фрли додека дојдеш до голот. Не треба со многу напор Колку тренирање. години се занимаваш со ракомет? Повеќе пета година ме ова. Ти си млад, меѓутоа влегуваш во ова прва екипа со многу надеж. Да. И веќе ми е втора година што сум тука. Како си задоволен од третманот по клубот? Многу добар, Ти задоволен. посакам многу успех. Ало, многу. Тоа беше Блашко Толов, а ние малку да последиме од тренингот на овие наши ракометари. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.